Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива. Подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за она што често се смета за најголема слабост, а всушност е знак на голема моќ. Актот на барање помош. Денес со нас, за да разговараме на оваа тема, со нас е нашиот гостин Димче, активист во цивилниот сектор, со работно искуство од повеќе од 25 години, кој бил ангажиран на проекти со различни целни групи. Здраво, Димче! Ти благодариме што си со нас. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Денес ќе разговараме за тоа како психолошката поддршка, менторството или заедницата можат да ги сменат животите на мажите и директно да спречат родово засновано насилство. Нетретираниот стрес, срамот и потиснатите емоции често ескалираат во контролирачко или насилно однесување. Од друга страна, мажите кои научиле да ги разбираат, изразуваат и регулираат своите емоции, се помалку склони под насилство и повеќе способни да градат почитувачки односи. Како ја оценувате вие улогата на половите и родовите во нашето општество? Како уште од деца сме програмирани според очекувањата на средината, родителите и општеството? Интересна тема. Првично затоа што не се дава многу значење да разговараме на оваа тема, не им се дава дури на младите многу простор да разговараат за оваа тема. Пред да почнеме да зборуваме за улогата на родовите во нашето општество, би сакал малку терминолошки да се осврнам и да ги направиме основните разлики што е помеѓу пол и род. Бидејќи македонскиот јазик ги дистанцира овие две работи. Значи пол имаме машки и женски, а род или родови прашања или на джендер иши што стана популарно последнава декада, нели, да се разговара и да се истражува и да се работи на тоа е како половите се однесуваат во општеството. Тоа се веќе родови прашања. Значи како машкото се однесува во едно општество, како женското се однесува во едно општество. И тука треба да ја направиме таа првична, базична, ова малку груба, нели, поделба терминолошки. Сега кога зборуваме околу очекувањата, свесно или не, прво, ние сме се уште некоја си традиционално општество, каде што уште од мали гледаме да ги ставиме во некој колосек, во некој калап, би рекол, улогата на момче и на девојче. Во која смисла? Ние од мали кажуваме дека, нели, машкото не сме да плаче или дека е срамота ако машкото плаче. Затоа што со самото тоа што машкото плаче покажува емоции, покажува слабост. Тоа не е нешто што средината, семејството, општеството го очекува од машкото. И од тука се моделира некој профил на некој идно машко кое што не познава срам, не познава страф. Од друга страна пак, за девојчињата е во ред да искажат емоции, да плачат, затоа што тие се као понежниот, помекиот пол. Тоа е некоја главна стереотипизација која што не само кај нас, но во глобала постои во сите општества. Има разни примери. Например, ако се сеќавате во нашите учебници, дури во основно училиште, кога ќе отворите некој од сликите, тамо се гледа како таткото во семејството седи чита весник на новина или на кревет, додека мајката е во кујна. Значи, свесно или несвесно, уште од мали се става улогата дека на девојката, на идната мајка, местото и во кујна, а на машкото, како, нели, стоп на семејството, е да се грижи за семејството и кога ќе стигне дома, тој треба да се одмара. Значи, некои такви слики, без разлика што можеби се пренесени од некој друг систем во минатото, се уште постојат. Значи, ние од мали се програмираме кој е улогата, кои се очекувањата на девојчињата и на машките кога ќе пораснат, каде би им било место во општеството. Слични примери се еве вие кога последен пат сте купиле поклон за родење за некој девојче. Дали кога одите во продавница гледате на рафт кај девојчињата или кај машките? Многу ретко за машко се купува кукла, нели? Или е срамота да се купи кукла, затоа што машкото не сме да игра со кукли.
Или кај девојчињата да се купи, не знам, меч, пиштол, штит, камион, кран, некои такви работи што се очекува дека ќе бидат во иднина некои машки работи. Значи, ние и со самите поклони, со самото тоа однесување, ги профилираме некои си идни наши, нели, жители тука, како да се постават во општеството. Што според вас значи да си машко или женско во нашето општество и кои се очекувањата на средината? Па како што веќе истакна, значи од машкото се очекува да биде, нели, заштитник, да биде силен, да биде цврд, да не покажува емоции, да се грижи за семејството, да создава, да ствара, за да создаде некоја си комотна атмосфера, ситуација каде што би можел да развива свое семејство. Додека од жената, женското, девојчето, нели, се очекува да се грижи за тоа семејство. Пак ќе кажам, ова е некоја си груба вака обзервација од наша страна, работите се менуваат, не дека се исти како пред 50 на години. Сега не дека нашите мајки, баби, дедовци ги имале истите овие работи. Вие се сеќавате дека до предизвесно време дури за машко се купуваше само плава или некоја потемна боја, за девојчиња се купуваше само розе. Сега во денешно време ќе видите дека и машките носат, не знам, патики со црвена боја и со розе боја и тоа станува веќе како нормално. Тоа не значи дека се менуваат улогите, туку дека се прифаќаат некои разлики што во минатото биле несвојствени, неприфатливи, чудни, можеби наметнати од западот или како и да сакате. Но дека се менуваат работите, се менуваат. Околу искажувањето на емоциите, пошто преска малку го начнавме како тема, е интересна. Барањето на искажувањето на емоции прво е малку чудно и за двата пола. Ние немаме навика да користиме и во нашата секојдневна комуникација не знаеме да ги скажеме нашите емоции и потреби. Има една техника која се вика ненасилна комуникација или non-violent communication skills, каде што ги офаќа овие 4 аспекта во секојдневната комуникација, каде што се учат, посебно младите, преку обзервација да ги скажуваат своите потреби и чувства. Како оди конструкција на таа реченица, што ние често, што многу ретко ја користиме. Значи, прво е обзервација, што гледам, што слушам. Значи, кога гледам, слушам дека нешто ми правиш лошо. Ги искажуваш своите чувства, дека со тоа што ти го гледаш и го слушаш, дека буди некакви лоши чувства кај тебе. Ние го избегнуваме тој момент затоа што не сакаме да ги кажеме нашите чувства, затоа што сметаме дека тоа е момент на слабост. Со самото тоа што кажуваме дека сме повредени, дека се чувствуваме лошо, дискриминирано, му даваме на знаење на соговорникот дека можеби некои работи ни сметаат. Ние овие елементи ги избегнуваме и не се дел од нашата секојдневна комуникација и тие се основа за некои идни конфликти во иднина. Потоа, откако ќе ги скажеме нашите чувства, не е лошо да ги скажеме нашите потреби, затоа што не секој е свесен за потребите на другиот. Ние сме свесни за потребите на нашите, ама мислиме дека се подразбери дека другата страна би требало да ги разбере нашите потреби. Не секогаш нашите потреби се толку очигледни. Значи, основата за некои идни фрустрации, проблеми, анксиозност, стресни ситуации доаѓа затоа што ние немаме правилна комуникација во минатото, кое што ставајќи ги работите нели по тепих, доведува до некои си стресни, конфликтни ситуации во иднина. Дали сметате дека притисокот што го чувствуваат половите може да биде основа за родово засновано насилство? Апсолутно. Значи, може да биде едно од основите, нормално, за некое си идно семејно насилство. Притисокот што го создава средината, општеството, семејството, дека мора машкото да обезбеди средства, мора да обезбеди кров над глава, мора да обезбеди пари, мора да ги школува, мора... Ова кога кажувам мора, не значи дека само машкото, но кај нас перцепцијата, стигматизацијата е дека машкото е одговорно за овие работи. Затоа неколку пати го потенцирам ова. Дали кога тоа дека се согласувам со некои вакви работи. Двата родители треба активно да придонесат за
градење на едно функционално семејство. Но до дисфункционалноста доаѓа кога да кажеме машкото се чувствува неспремно да ги исполни очекувањата кои што биле зададени од некој друг. Он ги чувствува на својот терет тие очекувања и како одминува времето доколку смета дека не ги исполнува, тоа доведува до анксиозност, стресна ситуација, конфликти и такви работи. Лутината која што се јавува после тоа е моćna не само емоција, не знам како би го рекол, алатка, елемент кој што доведува до проблеми во семејството. Уште еден голем проблем е кој што не сме свесни, немаме навика, немаме традиција, е барањето помош доколку сме свесни дека сме западнале во некоја ваква ситуација. Во контекст на превенција на насилството, зошто е од клучно значење да се нормализира идејата дека мажите бараат помош за своето ментално здравје? Значи, би рекол не само мажите, било кој што смета дека има потреба, не е ништо нити срамота, нити страшно да си побара професионална помош. Пак ќе кажам, кај нас сето ова е се уште малку странно, затоа што ние гледаме амерички филмови, гледаме таму дека си одат луѓето да си бараат некоја помош, разговараат со психијатри, со психолози. Ние сметаме дека кога одиш на психијатар, на психолог, дека нешто не е во ред со тебе, дека, нели, како викаат, не сум ја будела, па да разговарам за такви работи. Значи, не треба да бидеш будела, треба да чувствуваш дека нешто со твоите емоции, со твоите чувства не е во ред, дека тоа ти се одразува на твојот секојдневен живот и да побараш помош. Интересна работа е што кога, не знам, ако те боли заподма, иде одиш на забар. Ако имаш проблеми со срцето, одиш на кардиолог. За секој орган во човечкото тело има посебен доктор. Само мозокот не го третираме соодветно, затоа што сметаме, ако побараме помош за тој орган кој што сметаме дека нешто не е во ред, можеби во моментот со него, дека е срамота и дека е стигма, дека не знам кој збор да го потребам, е доколку побараш професионална помош за твојата емоционална состојба во тој момент. Значи, нормално е да се побара помош и во контекст на превенција на насилството, значи секој човек, и мажите и жените, да побараат помош за своето ментално здравје. Што би им порачале на слушателите, особено на мажите кои може да се чувствуваат преоптоварени, изолирани, но се плашат да прозборат или да побараат професионална поддршка? Кои се првите чекори кон ослободување од товарот на мора да се биде силен и да се побара помош? Би кажал дека е апсолутно нормално, дури и здраво, доколку се поразговара со некој што е професионалец во оваа област. Знаете, ние секогаш кажуваме, моите проблеми ги кажувам во моето друштво. Значи, друштвото е супер, ќе ги сослуша твоите проблеми, но не знае како да ги канализира твоите проблеми. Како да ја води дискусијата и како да ја затвори тој циклус. Значи, супер е што ние си имаме тој социјален елемент, нели, друштво, кафани, такви работи, но сепак има професионалци кои што одвоиле 6, 8, 10 години од својот живот студирајќи баш за вакви проблеми и кои што се таму баш за вакви работи. Нема ништо страшно, нема ништо лошо доколку машко побара психосоцијална поддршка. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема, за искрените и интересни и многу корисни примери денес. Вистинската сила лежи во храброста да се биде ранлив и да се признае дека никому не му е лесно. Градењето свет без насилство започнува со градење на здрави, самосвесни поединци кои знаат дека не мора сами да се борат и можат да побараат помош. Ви благодарам на поканата, интересна тема, нормално ова е тема која што можеби ни треба и повеќе време, но во некоја друга прилика. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, да побараш помош не е знак на слабост, тоа е најчист израз на храброст. Тоа е чекорот што го прават само најсилните, да признаат дека не мора да се борат сами и да ја отворат вратата кон поддршка, раст и вистинска сила. Во следната епизода
Ќе зборуваме за споделената грижа во домот, еднаквоста како темел против родово засновано насилство,